Училиштето за театар Чин 4 сцена 5 ја подготвува својата прва професионална представа, а тоа е монодрамата Пофолба на лудоста од Еразмо Ротердамски. Тука со мене се двајцата основачи на практично ново училиште, Милан Секуловски и Саша Нацевски, кои што ово училиште го формија уште пред десетина години, но за тоа после прво ќе поразговараме околу ова нивно најново дело, а тоа е, како што кажавме, монодрамата Пофолба на лудоста. Неа ја игра Милан Секуловски. Милан, добар ден во ова интервју за порталот Инфокомпас. Добар ден и поздрав до сите следачи на твојот портал и огромна благодарност до тебе што дојде да не посетиш за време на пробите и да информираме јавноста за најновиот проект на театар, од првиот приватен театар кој што е оформен од Саша Нацевски и јас со големо задоволство влегувам во овој процес за да го промовираме и да ја направиме првата професионална представа. А инаку да те исправам, не сум јас, како го рече, оние оформатори... Основачи, иницијаторите. Не сум основач на драмското, прво драмско студио, а сега школата за театар Чин 4 сцена 5, туку сум само... режисер на една прва представа која што се случи со децата, со кој што после Саша го направи тоа студио. Зошто Пофолба на лудоста како дојде до реализација на оваа представа? И зошто ја одбравте токму неа? Јас имам една пасија во животот за тоа да читам многу драмски текстови. Значи, не читам многу романи, не знам, помали книги, поезија, не знам колку и така натаму, ама драмски текстови читам страшно многу. И ги читам најмногу додека работам друга представа. Значи, за да малку ја тргнам мислата, за да се одморам, кога немам време да гледам филмови, серии и така натаму, се читам по еден драмски текст, кој 15-20 страни, некои има поголеми, нормално Шекспир и Чехов пишували по 200 страни текстови. И така, додека ја работевме Клетници со Мартин Кочовски, една од работите кои што ги прочитав беше Пофолба на лудоста од Еразмо Ротердамски и воопшто не помислив да ја работам кога ја прочитав. И после тоа се видовме со Саша и ми кажа за театарот, како се развива Чин 4 сцена 5 и разговаравме за еден куп текстови. Договоривме дека ќе работиме, ама не знаевме што. И така, седејќи дома, му го пуштив текстот и рече, да, ова мора да биде. Друго не може. Имаме основа, имаме продукција моментално, можеме ова да го реализираме. Најефтино е да речеме да се реализира монодрама. И мене тематиката која што ја обработува Еразмо Ротердамски ми е многу блиска, исто така размислувам буквално. Она сатира која што ја практикува во самиот текст ми е многу блиска, ја обожавам и реков зошто да не, ајде да му се фрлиме и да експериментираме и да се надеваме дека ќе направиме една убава представа. Која е тематиката на представата? Како од тоа време ја прилагодивте на денешниот момент? Па знаете, од тоа време да ја прилагодиме на денешно време би искористил една реплика на грантерот Клетници. Историјата е повторување, само еден веќе плагијат на друг. Значи, многу работи се случуваат и ништо не се менува. Значи, Еразмо Ротердамски ги обработува буквално сите општествени проблеми во. Значи, одреден текст се занимава со, не знам, проблеми во социјалата, друг се занимава со проблеми во црквата, трет се занимава со проблеми во владеачките ешалони и така натаму. Овој се занимава во овој текст буквално со се. Значи, комплетниот текст е 90 страници. Ние извадовме околу 12-13 страници и гледавме буквално да се држиме до неговата идеја, да опфатиме помалку од се. И тој се осврнува на буквално секоја аномалија на едно општество. Секоја. Нема нешто што не е опфатено, вклучувајќи и нас уметниците. И затоа воопшто немаме проблем да се пошегуваме
така да кажам, со сите останати делови општеството, затоа што пред се критикуваме и самите себе и се шегуваме на наша сметка. Дали тие аномалии, како што спомнавте на општеството, ги имало од тогаш и продолжуваат во континуитет и денес? Апсолутно, апсолутно. Значи, една работа која што еве да ја споменаме меѓучовечките односи кои ги спомнува таму другарството, пријателството како една од најважните работи, еве најбенигното да го спомнам, да не откривам други работи. Како стануваме и како остануваме пријатели со одредена личност. Трпејќи ги сите мани кои што ги имаме. За доблестите е многу лесно да живееш со доблестите на еден пријател. Но со маните е тешко и затоа се викаме пријатели, затоа што и тој вели не само што ги трпиме маните на своите пријатели, дури понекогаш ги прогласуваме за доблести. Дотаму оди лудоста наша во меѓучовечките односи. И ако не постои лудоста, не би постоело ништо. Кога ќе може публиката да види ова ваша представа? Немаме точно утврден датум, но се надеваме дека некоја рамка од крај на март и почеток на април е пристоен период, ако веќе 2 недели работиме, и февруари, март како цели месеци, значи 2,5 месеци мислиме, за сега мислиме дека е сосема доволен период да се спреми едно вакво дело. Така да се надеваме дека нема да ја април или а ќе има навистина представа на 1 април. Освен ова, сте размислували за понатамошна соработка со училиштето? Тоа најдобро е си го прашаш режисерот и председателот, директорот, гуруто на овој приватен театар. Тој подобро ги знае тие работи. Јас сум секогаш отворен за соработка со ова училиште за театар и овој приватен театар веќе, специјално со него, затоа што нашата соработка има длабоки корени. Ние сме од средношколци заедно во оваа приказка, се разделивме за време на студиите. Јас студирав во Бугарија, тој студираше во Скопје, но откако се прибравме во Прилеп повторно, соработуваме со мали прекини, непрекинато со мали прекини, непрекинати и стресам глупости понекогаш. Значи со мали прекини соработуваме доста често. Ви благодарам на разговорот. Благодарам и вас. Саша, доби многу епитети од Милан, не знам за кој јас да те наречам тебе, но ќе продолжиме со разговорот. Кои се твоите идни планови за други професионални представи, освен Пофалба на лудост? Значи, Пофалба на лудоста излезе како еден долго договаран проект, што го договаравме со Милан Секуловски и никако да најдеме, како да кажем, заеднички слободно време за да почнеме, но од оваа година Театар Чин 4 сцена 5 реши конечно да почне да се занимава со својата дејност на вистински правец, тоа е продукција на независни, приватни, професионални представи. И значи покрај Пофалба на лудоста, која што, како што кажа Милан, ќе биде некаде крајот на март, почетокот на април, веќе имаме зацртано во нашата репертоарска политика некаде за наесен да имаме премиера на театарска представа, односно на еден драмски текст од наш прилепски автор, тоа е Маринко Шлакевски. Тоа е неговиот магистерски труд Бегство, со кој што тој магистрираше на Факултетот за драмски уметности во одсекот драматургија. Тоа е мощно интересен текст која што јас сакав да го работам и како мој дипломски труд, но сплет на околности не дозволија за да го работам. Овој пат целта ни е да работиме со професионални актери, веќе сме во преговори со некои актери од страна кои што би дошле како гости. Меѓу другото, училиштето за театар нели си продолжува со своите редовни активности, држењето на настава, вадењето на завршни представи. Еве сега на покана на Хрватскиот конзулат од Битола на 24, 25 и 26 февруари ова година во општина Херцеговац, Хрватска, ќе настапиме со една представа која што е од американскиот автор Дон Золиди, се вика 10 начини како да преживееш зомби апокалипса, а куриозитет е што представата ќе играме на хрватски јазик.
постоите повеќе од една деценија, низ ово училиште поминале над 800 ученици. Дали има уписи за нови членови, во какви групи се поделени децата кои го посетуваат ово училиште? Па да, значи уписите веќе се почнати, значи овој пат децата ќе бидат поделени во 4 возрастни групи, Тоа ќе бидат малечки, мали, средни и големи. Во малечките се од 5 до 8 години, малите 9 до 11, средните од 12 до 15 и големите од 15 па нагоре. Моментално, значи, веќе сме почнати со наставната програма, но по формирањето на групите, таа наставна програма ќе ја прилагодиме. Веќе, значи, имаме и покрај јас, почнавме и имаме и нови вработени во театарот, нови предавачи, доста интересни програми кои оваа година ќе придонесат за развој на театарската писменост кај младите и воопшто за подигање на културната свест кај Прилепчани. Како портал имавме можност пред околу 1 месец да следиме дел од завршните представи на групите. Како сте задоволни од тоа што го постигнаа младите актери? Па, искрено да ви кажам, она што излезе како крајен резултат од страна од тие млади деца, за мене беше пријатно изненадување, бидејќи самиот не се надевав колку длабоко ќе ги погоди тематиката со која што ние обработувавме во тие представи. Меѓу другото, во Шекспирот кога работевме да се работи биомеханика, односно физички театар, тоа е доста захтевна работа и дечките излегоа побогати за едно искуство и тоа ни беше само поттик да го подигнуваме нивото, да го дигаме нивото нагоре и нагоре и нагоре. Можам да најавам дека ова полугодие ќе биде полугодие на Чехов, каде што сите групи, со исклучок на малецките се разбира, ќе работат драмски текстови на Чехов, сите по различни методи на пристап на актерска игра. Еве за крај, каде може да ве најдат и каде да се обратат сите оние заинтересирани кои што сакаат да се запишат во оваа школа? Значи, можат да се обратат секој работен ден од 10 до 13 и од 18 до 20 часот во просториите на училиштето, кои што се наоѓаат во Центарот за култура Марко Цепенков на втори спрат во поранешна сцена 105. Ние сме тука, каде што ќе можат подетално да се информираат за програмата, за начинот на функционирање и за бројот и фондот на часови и така натаму. Ти благодарам и тебе на разговорот и еве до сите гледачи, значи може да некаде кон крајот на март и почетокот на април да очекуваат првата професионална представа од Чин 4 сцена 5 Пофалба на лудоста.